Благодарам. Колега Иванов, може би наивно повикувате на дебата, но дебата по оваа точка во собранието нема да добиете. Нема да добиете затоа што не може да има дебата, посебно по едно такво штуро образложение од страна на владата, во кое што се вели дека Марко Зврлевски се мени поради незаконито, ненавремено и недоволно стручно вршење на својата функција. За која констатација владата не го подкрепи со ниту еден член од било кој закон од правосудството. Меѓутоа, ние ќе дискутираме. Иако беше на неколку пати спомнат членот 8а, кои што гледам дека пробуваат да го толкуваат на друг начин од страна на парламентарното мнозинство, ние ќе продолжиме да дискутираме за смена на Марко Зврлевски, која што формално правно може да се случи по завршувањето на локалните избори, а тоа е најбрзо можно 16 октомври или по завршување на вториот круг, кој би бил некаде на 29 октомври. Ќе дискутираме на оваа тема, за да не дискутираме за сето она друго што ни се случува патен во Република Македонија. Зборував за неуставниот закон за јазици кој што беше спомнат. За тоа нема дискусија, ги нема експертите, нема јавна дебата што се случува со тој закон. Дополнително на тоа, кога е вметнат во собраниска процедура, веќе од вчера имаме ново барање за проширување на вториот јазик во државата. Нема да зборуваме за темите кои што се битни, а тоа е задолжувањето што се случува во Република Македонија. За 70 дена ја задолжија државата за 101 милион евра. За еден ден задолжување од 1,5 милион евра имаме. Секој час се задолжуваме за 62.500 евра. Секоја минута е 1050 евра. Моите 3 минути кои што сега ги дискутирам се веќе 3150 евра. 126 милиони евра е повлечено од девизните резерви на Република Македонија. Дополнително, денес се планира ново задолжување од 44 милиони евра. Морам да спомнам дека владата кога замина, владата на ВМРО ДПМН остави 220 милиона евра од евроврзницата, средства планирани за тековно раздолжување за 2017 година. Вкупниот број на инвестиции во овие 70 дена во пари е 0 денари, господине Иванов. Дополнително, стопирани се сите капитални проекти во Република Македонија. Вкупниот број на проекти во Република Македонија во овој проект е 0, господине Иванов. Не разговараме за минимална плата од 16.000 денари, просечна плата од 30.000 денари, како што велеа во предизборието, платата на докторите од 100.000 денари. Тоа се темите за кои што треба да разговараме. Ви благодарам.